Дали знаете дека грудките во градите и заднатите млечни канали се меѓу најчестите причини за болка и престанок на доењето во првите неколку недели после породувањето? Овие состојби најчесто се јавуваат заради неправилно поставување на бебето на града, нередовно доење и преполнетост на градите. А како да ги избегнете? Престојувајте во иста соба со вашето бебе. Реагирајте на раните знаци на глад. Правилно позиционирајте го бебето на града. А што значи правилно позиционирање? Градата никогаш не се поставува централно, се поставува асиметрично. Позиционирајте ја градата во правец на носето на бебето. Овие состојби не се причина за престанок на доењето, но ако ги игнорирате, можат да доведат до болка, воспаление и прекин на доењето. Затоа препораката до сите идни мајки е: едуцирајте се во текот на бременоста за доењето, развојот на лактацијата и како вашето тело се менува и адаптира. Никогаш не се поставува централно, туку се поставува асиметрично, за да се опфати долната усна на бебето, кога ќе прифати со горната усна да биде централно поставена брадавица. Бебо нуди практични совети за препознавање на симптомите на грудки, заднати млечни канали и преполнетост во градите. За поддршка во доењето, следете ја Бебо.